Дали издишува балонот на електричните возила? Со укинувањето и заострувањето на условите за субвенциите во повеќе држави и реалните проблеми со инфраструктурата на полночи за која предупредуваат производителите, купувачите им даваат предност на приглучните хибриди. Барем така покажуваат првите 2 месеци на пазарот. Сепак, производителите забрзано работат на електрификацијата на новите модели, а нив денеска ги имаме на претек. Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. По углед на другите, и Лотос формираше посебно оделение кое ќе им ги исполнува желбите на подобро ситуираните купувачи. Наречено е Lotus Chapman Bespoke и ќе нуди широк асортиман услуги, од креирање уникатни бои до единствени автомобили само во еден примерок. За почеток, неговите услуги ќе бидат достапни само во Кина, а потоа ќе се рашират и низ цел свет. Планирани се 3 нивоа на персонализација, чија цена ќе зависи исклучиво од идеите на купувачите. Од британската компанија, која е во мнозинска собственост на Гили, тврдат дека се подготвени да ги остварат и најспецифичните предизвици. Со работа ќе се започне веќе наредниот месец. Во последно време често слушаме дека Фијат е многу силен во Бразил и генерално во Јужна Америка, каде ланската 2023 година освои 22% пазарно учество. Причината за тоа е многу едноставна. Италијанската марка таму има доста широка гама која постојано ја унапредува и дополнува. Нејзин најнов член е пикапот Титано, трето вакво возило во семејството. Значително е поголем од Страда и Торо и за разлика од нив место само носечка каросерија има крута шасија. Тој во основа е само ребрендиран Peugeot Landtrek, чие потекло е кинеско. Ке се нуди со единечна и двојна кабина со 2,2 литерски дизел со 180 конски сили и погон на сите 4 тркала со редуктор. Носивоста му изнесува 1 тон. Изборот на опрема е солиден, а цените воопшто не се ниски и стартуваат од $44,000. Затоа пак има фабричка гаранција од 5 години. Под притисок на турбуленциите на пазарот на електрични возила, Форд ги менува плановите. Место поголемиот кросовер со 3 реда седишта предвиден за идната година ќе развива мал автомобил со цена од $25,000. Веста која доаѓа од инсайдерски извори е обвиткана со тајна и кажува само дека е формиран тим од стотина инженери кои на возилото ќе работат во Калифорнија. Примарен фокус на нивниот ангажман е користењето на нов тип батерии кои се за околу 1/3 поевтини за производство. Иако е прерано да се донесуваат заклучоци, веројатноста и тоа да ја користи механиката на Volkswagen е голема, бидејќи е планирано да се појави на пазарот во 2026 година. Првиот заеднички модел на двете компании, наменет само за Европа, кој треба да се појави летово, ќе се произведува во Германија.
Додека цела Европа се мисли како да ги држи кинезите настрана, Stellantis ке ги донесе во сопствениот двор. Така барем велат вестите кои стигнуваат од надворешни извори, засега се уште непотврдени од компанијата. Според нив, уште летово во фабриката во Полска треба да започне монтажата на малиот електричен модел со ознака T03 на Leapmotor, кој од неодамна е под закрила на Stellantis. Автомобилот голем колку Hyundai i10 располага со 74 конски сили и има автономија од 280 км. По која цена ќе се продава не се знае, но сигурно е дека ќе биде поевтин од Citroen EC3, кој сега чини 23.300 евра, а за идната година е најавена и неговата послаба верзија под 20.000 евра. Stellantis во кинеската компанија има 21% од акциите, за што во октомври лани плати 1,5 милиарди евра, кои сигурно ќе сака бргу да ги поврати, така што појавувањето на овој автомобил може да се смета само како почетен чекор. Иако од својата понуда не ги изфрла моторите на согорување, BMW темелно ја зголемува флотата на батериски електрични возила. Но Класе ќе донесе сосема нов пристап не само кај погонските склопови и батериите, туку и во конективноста, инфозабавата и перформансите. По идниот компактен седан, баварците го представија и кросоверот со големина на актуелниот X3, кој треба да се произведува во новата фабрика во Унгарија. Еве ги деталите за идниот iX3. BMW продолжи наново да ја пишува својата историја. После лани покажаниот седан, сега представи и концепт на кросоверот кој ќе биде втор од вкупно 6 планирани модели од Neue Klasse серијата. Стилски тој ги следи веќе видните црти, додавајќи малку повеќе персоналитет и реална обликуваност. Како спој на класичното и футуристичкото, дизајнот на предниот дел на кросоверот со големина колку X3 се одликува со тенки и вертикално поставени бубрези засечени на ќошињата и осветлени. Различно од се што досега сме виделе од BMW, сигурно од некој ќе биде критикуван, главно на сметка на едноставноста на изразувањето, додека пак други токму во тоа ќе ја гледаат неговата убавина. Електричната платформа овозможи креирање на флуидна силуета со пониски бокови, додека моќта е изразена преку мускулесто нагласените крила. Задниот дел завршува малку подсмирено и елегантно со хоризонтално поставени светла. За внатрешноста веројатно е прерано да се коментира, но забележливо е нагласувањето на минимализмот во нејзиното уредување. Како серијски производ е планиран за крајот на идната година, а од BMW досега нема многу информации за електричната архитектура. Се знае дека нејзината основа ќе бидат нови технологии кои работат на 800 волти, способни за двонасочен проток на струјата. Голем инженерски труд е вложен и во контролната електроника со чинета од 4 независни компјутери, 10 пати посилни од оние во сегашните возила. Една од предностите треба да бидат и батериите способни за 10 минути да повлечат струја доволно за поминување 300 километри. Повеќе за Neue Klasse кросоверот кој треба да ја носи ознаката iX3 ќе дознаеме кога ќе доближи терминот за почеток на неговото производство во фабриката на BMW во Унгарија, која се уште се гради. Според најавите, традиционалниот X3 ќе продолжи да живее и неговата нова генерација се очекува до крајот на оваа година. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш?
Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Третата генерација на Peugeot 5008 ќе биде лансирана есенва кога овој 7 сет ќе се вклучи на пазарот каде го чека остра конкуренција. Тоа не ги загрижува многу маркетерите на Peugeot, бидејќи, како што велат, купувачите повторно се враќаат на поголемите кросовери. 5008 е првиот модел што ќе биде представен на средната платформа на Stellantis и ќе понуди 3 верзии на погон. Кога сме кај големите електрични возила и Volkswagen има свој адут. Сега и ID Buzz доби своја GTX изведба која ги има сите атрибути што ги обожуваат модерните номади. 2 мотори, погонни сите тркала, 335 коњи, многу простор и зголемен капацитет за влечење. Новиот Peugeot 5008 е 15 см подолго од сегашниот и ќе се растегне на вкупно 4,79 метри должина поставени на 2890 мм меѓуоскино растојание. Платформата STLA Medium овозможува употреба на мотори со согорување и потполно електричен погон. Затоа ќе бидат понудени опции со 48 волтен хибрид како и приклучен хибрид. Првиот ќе го користи ревидираниот бензински трицилиндарски мотор од 136 коњски сили, впарен со 6-степениот автоматски менуваш со двојна спојка и во урбан циклус на возење ќе може до 50% од километражата да се движи на струја. Приклучниот хибрид ќе користи батерија со зголемен капацитет која ќе го храни 92 киловати силниот електромотор повеќе од 80 километри. Под хаубата сместен е 4-цилиндарски турбобензинец од 150 коњи, а вкупната моќност изнесува 192 коњски сили. Peugeot е потполно посветен на електрификацијата, па затоа електричната верзија E5008 ќе биде понудена со 3 нивоа на моќност, 2 капацитети на батерии, изведба со двоен мотор со погон на сите тркала и сериски ќе има 7 седишта во 3 реда. Струјата ќе се складира во батерија од 73 и 98 киловатчасови, од каде ќе се напојуваат 3 моќности: 157, 170 и 237 киловати. Батериите може да се полнат на моќност до 160 киловати, што овозможува за само 10 минути на дополнување доволно да се извозат 100 километри. Половина час е доволен за полнење од 20 до 80% на брз полнач. Најмоќната верзија има 2 мотори, од кои задниот е силен 80 киловати, има погон на сите тркала и автономија до 500 километри. Стилски Peugeot 5008 разбирливо е многу близок со 3008, но во внатрешноста ја добива последната генерација на iCockpit со 21-инчен екран, повеќе простор и ќе биде поскап. Тоа ќе му се прости бидејќи има атрактивен дизајн, релаксирачка внатрешност, просторност, модуларност и избор на погони. Без оглед на изведбата понудена е 8 годишна гаранција или поминати 160.000 километри, период во кого батеријата ќе задржи 70% од капацитетот. Peugeot 5008 ќе се произведува во една од најстарите фабрики на марката во Сошо, Франција.
Представувањето на третиот припадник со ознака GTX на најдобар начин го покажува курсот најавен од Волфсбург, кој се случува со секавична брзина. Кај ID Buzz GTX применете истиот концепт. Него го движи мотор од 282 коњски сили поставен на задната оска и уште еден мотор од 108 коњски сили во носот, што ја испраќа својата моќ на предните тркала, формирајќи комбинирана моќност од 335 коњски сили. Погонскиот склоп користи или батерија од 79 киловат-часови, ако сте се одлучиле за стандардно меѓуоскено растојание, или пакување од 86 киловат-часа, ако сте го избрале комбето со долго меѓуоскено растојание со 3 реда седишта. Двете може да се надополнат од 20 до 80% за помалку од 30 минути. Перформансите не се единствената придобивка што ја обезбедува новиот погон на сите тркала и двата мотори. Зголемен е капацитетот за влечење на приколки кој сега изнесува до тежина од 1800 килограми. Козметичките зафати на надворешноста го приближија големото комбе до претходно представените членови на семејството GTX. Внатрешноста, како и надворешноста, е вежба за воздржаност на зададената тема. GTX е единствениот баз кој доби црен интериер и употреба на црна пластика за разлика од светлите пастелни бои кај цивилните изведби. Сите се опремени со најновиот инфозабавен систем на Volkswagen на ChatGPT и 12,9-инчен екран на допир плюс можност да се нарача огромен панорамски покрив со паметно стакло што би требало добро да го осветлува темниот интериер. Истовремено со новитетот, комерцијалното оделение на Volkswagen објави дека до 2026 година ќе се стартува со испорака на автономни изведби на електричниот комби. За таа цел потпишан е договор со израелската технолошка компанија Mobileye, која ќе развива софтвер, дигитални мапи и хардверски компоненти. За да може да ги исполни барањата за четвртото ниво автономност, тоа ќе биде опремено со 2 независни компјутера со високи перформанси. Тие ќе ги процесираат податоците од 13 камери, 9 лидари и 5 радари, создавајќи слика од 360 степени во опкружувањето. Возилата, чии обсежни тестирања се вршеа на патиштата во Германија и Соединетите Американски држави, ќе имаат константна онлайн врска меѓу себе за следење на моменталната ситуација во сообраќајот. Идејата е да бидат користени на одредени географски подрачја, како за превоз на патници, така и за достава на стока и ќе можат самостојно без возач да отидат до местото на превземање на товарот и адресата за неговата испорака. По долгогодишната екзистенцијална неизвестност, Karma Automotive ја започна својата ренесанса. После лани прикажаното електрично купе Кавеја се појави и лимузината Джезера. Колкави се очекувањата од неа, покажува веќе самиот атрактивен и мускулез дизајн на каросеријата, направена скоро во целост од јаглеродни влакна и алуминиум. Внатрешноста е модерна и елегантна, а перформансите ги обезбедуваат 2 електромотори со 590 коњски сили вградени назад. Тие обезбедуваат забрзување до американските 60 милји на час за 4,2 секунди и максимална брзина од 217 км на час, додека масивните батерии од 120 киловат-часа скромни 400 км автономија. Иако нарачки веќе се примаат, продажбата ќе стартува при крајот на идната година по цена од околу $200,000. Веднаш потоа се очекува и Кавеја, која ќе има 4 електромотори со 1180 коњи, за кои лесно може да се претпостави што може да направат. Провизорните податоци велат за забрзување до 60 милји на час за помалку од 3 секунди и максимални 290 км на час. Бидејќи цената сигурно ќе биде висока, може да се очекува и послаба варијанта со 2 електромотора и погон само на задните тркала. Иако компанијата Karma Automotive е во кинеска сопственост, производството и на двата новитети ќе биде организирана во Калифорнија.
Кога станува збор за камионите и влекачите, електричниот погон е многу дискутабилен. Американската компанија Никола, по фијаското со својот прв електричен влекач, сега се врти кон водородот и погонот на горивни келии, што го смета за подобро решение. Поради големината и тежината на батериите, превозниците се приморани да го намалуваат товарот кога го пренесуваат, а да не дискутираме колку време е потребно нивните масивни батерии да се наполнат. Затоа се работи на нова легислатива која треба да дозволи поголема бруто тежина на камионите, но тоа е комплициран и долготраен процес. Никола се мачи да се излече од калта. Искра надеж сепак има. Американскиот производител на еколошки камиони ги испорача првите возила со водороден погон. Со почетокот на пласирањето на водородните камиони, оптимизмот се врати. Од произведените 42 испорачани се 35, додека останатите се задржани за тестирања и како демо возила за идните купувачи. А тие од нив може да очекуваат 800 км автономија со едно полнење на резервоарите за водород од 70 кг, кое трае 20 минути. Имаат по 536 конски сили, чинат по $750,000, но државата за нив обезбедува субвенции до $400,000. Затоа и не треба да чуди што и покрај се, Никола досега има собрано повеќе од 200 нарачки за своите водородни камиони. Колку за информација, нејзиниот основач во свое време тврдеше дека добиле астрономски 14,000 резервации, што се однесува до електричните камиони кои се повлечени и преработени за да се елиминира ризикот од пожар, ќе бидат вратени на собствениците. Европа е на чекор да го унапреди развојот на електричните камиони и автобуси. Парламентот на Унијата се согласи да се измени правилникот за тежини и димензии на возилата со цел да се обезбедат подобро изначени услови за настап на транспортниот пазар. Доста детали уште треба да се испеглаат, но во основа се работи за дополнителни 4 тони вкупна тежина на возилата како компензација за тежината на батериите. Имено на долголиниските рути цената на транспортот се одредува во евра по превезен тон и поминат километар. Сегашните ограничувања ја зголемуваат цената бидејќи електричните камиони имаат и пониска носливост и помала автономија. Со додавањето на дополнителните 4 тони ќе биде овозможено тие да поминуваат поголемо растојание со едно полнење или пак, ако се работи за регионален превоз, да носат поголем товар. Процесот за измена на ваквите правилници не е едноставен и бара многу анализи и висока стручност, но сепак тие се ревидираат еднаш годишно. Воведувањето на новите правила ќе зависи и од националните законодавства, бидејќи секоја земја мора да внимава на инфраструктурата пред се дали мостовите ќе можат да го издржат зголеменото оптоварување. Како и да е, овие измени ќе ги предизвикаат и инженерите на производителите на тешки возила да истапат со нови и иновативни решенија. Освен електричните, со нив треба да бидат опфатени и камионите на водород. Старата далматинска поговорка вели: фали го морето, но држи се до обалата. Тоа и се случува во италијанскиот дел на групацијата Stellantis. Имено, по амбициозните планови за електрификација на Fiat и Lancia, двете марки полека ретерираат и најавуваат дека ќе ги ревидираат своите планови и во своите мали автомобили ќе воведуваат погони со благи хибриди. Затоа Infiniti за својот огромен теренец QX80 нема такви дилеми. Наменет само за американскиот пазар, тој има V6 бензински битурбомотор и 450 коњи.
Само месеци нешто по представувањето на Lancia Y, италијанската компанија ги објави деталите за хибридната верзија на новитетот. Елегантниот и модерен градски модел ќе биде опремен со 1,2 литарски трицилиндричен мотор, автоматски менувач со 6 степени и 48 волтен благ хибриден систем. Така моторизирана ќе има релативно скромна моќност од 100 коњски сили, која укажува дека фокусот е на ефикасноста, а не на перформансите. Затоа и Lancia Y хибрид до 100 км на час ќе забрзува за лежерни 9,3 секунди, но ќе троши просечни 4,6 литри. Она што е најбитно е цената во Италија поставена на 28.000 евра, што е 30% помалку од електричната верзија. Бидејќи од Lancia најавија дека од 2028 година ќе преминат исклучиво на автомобили на струја, само по себе се поставува прашањето дали ова значи промена на стратегијата. Но не е само Lancia таа што можеби повлекува рачна сопирачка во електрификацијата. Протекоа информации дека Fiat ја разгледува опцијата новиот 500e да добие и бензински мотор. Иако моделот добро се продава, тој не успева да ги исполни очекуваните 100.000 примероци годишно и неговото производство моментално е паузирано. Дополнителна причина е очекуваното намалување на порастот на побарувачката за електрични возила, на што треба да се додаде и кинеската конкуренција. Fiat 500e дебитираше 2020-та не како замена, туку како еколошки прифатлива алтернатива на бензинскиот 500 кој датира од 2007 година. Двата модела се поставени на различни платформи и се произведуваат во различни фабрики. Сега се ближи крајот на животниот век на помалиот 500 и сосема јасно е зошто Stellantis размислува за ваков наизглед чекор наназад. Исто така е јасно дека тој позитивно би бил дочекан на пазарот пред се заради поприфатливата цена. Електричната верзија чини 30.000 евра. Колку е длабок проблемот, кажува и мизерната продажба од само 14 примероци во првите 2 месеци годинава во Италија на прескапата Abarth верзија. Доколку биде одлучено новиот Fiat 500 да се нуди и со бензински мотор, тој би се појавил на пазарот при крајот на идната или почетокот на 2026 година. Во меѓувреме стариот 500 нема да се повлече, туку од Полска ќе биде испратен во Алжир, каде во сосема нова фабрика ќе се произведува за земјите со помалку строги еколошки и безбедносни прописи, пред се Северна Африка и Блискиот Исток. Infiniti реши малку да го протресе американскиот пазар на големи теренци. Неговиот Горостас QX80 со спектакуларните габарити и со цената директно удира по Cadillac Escalade. Третата генерација на овој модел се појавува после долги 14 години, колку што неговиот претходник издржа на производствените ленти. Во поглед на форматот ги промени пропорциите, а сега доаѓа со помодерна силуета со поголеми стаклени површини. Предниот дел ја промовира следната итерација на корпоративниот дизајн со дводелни светлосни тела и маска во облик на буквата А. Нови за марката се и рачките кои може да се вовлечат додека логото доби позадинско осветлување. Назад пак на големата врата со далечинско отворање е поставена светлосната лента со преку 300 LED диоди. Каросеријата има за цели 57% зголемена крутост, што според јапонските инженери ќе го направи возилото потивко и ќе ги елиминира сите вибрации. Затоа ќе придонесат и тркалата кои по избор може да имаат дури 22 инчи во диаметар.
Основната верзија има класични пружини, но во вистинскиот пакет QX80 доаѓа со воздушно ослонување со адаптибилни амортизери и систем за подесување на височината на каросеријата во возењето. Должината од 5,36 и широчината од дури 2,12 метри обезбедуваат многу простор во внатрешноста, како за 8 патници, така и за количината електроника која ги штити. Меѓу другото, има и систем за задржување на коловозната лента која на автопат дозволува да се тргнат рацете од управувачот. Арсеналот камери обезбедува панорамски поглед и така наречен режим на транспарентна хауба, покажувајќи го тлотот пред кое возилото моментално поминува. Најзначајната измена секако е во носот, каде големиот V8 е заменет со 3,5-литерски битурбомотор. Тој располага со 450 коњи кои во галоп преку 9-степен автоматски менувач ги праќа на сите тркала. Типично за Америка и QX80, како и другите, може да се добие со погон само на задните тркала. Пред купувачите ќе се најде летово по цена која стартува од $82.500 и лесно се искачува дури над $110.000 за топ верзијата. Без оглед на погонот, неговото височество автомобилот останува една од најважните споредни работи во нашите животи и предмет на неисцрпна дискусија. Во ова издание ви дадовме добар материјал за коментари со вашите пријатели. Се гледаме за 7 дена. До гледање.